ви звучи идејата, поточно веќе поставената цел во Македонија да биде конструиран првиот формула тркачки автомобил кој можеби еден ден би бил подготвен за најпрестижните автомобилистички надпреварувања. Група од 20 на македонски студенти на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, меѓу нив и студенти од различни насоки од техничките факултети, го сочинуваат тимот наречен Macedonian Engineering Students, кој веќе работи на исполнување на таа цел. Глобалниот надпревар Формула Студент, но и други меѓународни надпревари ќе бидат местата каде што со досега сработеното, нашиот тим ќе ги одмери силите со конкурентски тимови од целиот свет. Денеска ќе да знаеме како тече конструирањето на првиот македонски болид, како беше создаден овој тим, кои се поставените цели и дали е навистина реално да биде конструиран формула тркачки автомобил кој би бил конкурентен на големи надпреварувања. Ова е новото издание на Fairplay. Бидете со нас. Ќе бидам искрена, и мене лично ми звучеше многу атрактивно, помалку и неверојатно дека во Македонија постои група на луѓе која што се нафати, си го зададе тој предизвик да го конструира првиот болид. И сега во следните минути ќе слушнете дека да, тоа е вистина, тимот веќе работи, но како сето тоа тече и сите детали, тоест се надевам барем добар дел од нив, ќе ги дознаеме во овој разговор. Целиот тим не го собира во нашето студио, меѓутоа тројца представници се денеска во Fairplay и ќе ми биде многу драго да разговарам со нив. Време е и за добре дојде. Па добре дојде велам на Димитар Алжуровски, еден од лидерите или носители на овој проект и идеја. Добре дојде. Добре, најдовме. Фала на поканата, фала на можноста. Да, и дојде со две дами во студиото и покрај тоа што темава е некако автомобилизам, но не е чудно. Се повеќе ги има и во овој свет. Добре дојди за Теодора Георгиевска и Ивана Јовановска. Добре ве најдовме. Благодарам што сте тука и ми е многу драго што отворам оваа тема. Кога се обидов да се подготвам што подобро, видов дека не е воопшто наивна темата, па ќе почнеме како што е ред. Човек прво треба да добие желба и идеја да работи на нешто вакво, а потоа и да се надпреварува со останатите. Како и зошто баш болид? Кај мене желбата е родена од некоја, да речам, 8-9 години. Значи, од секогаш сум сакал трки, возила и се запишав на машински со таа причина. За жал првите 2 години имавме корона, не се запознав ниту со професори, ниту со студенти и немаше шанса да се почне порано, ама кога стигнавме во 3-та година со неколку колеги се собравме и рековме сакаме нешто практично да научиме, нешто различно да направиме. Јас имав идеја баш возилово да го направиме, зашто го знаев проектот како светски познато нешто што многу се учи, многу голем нетворкинг прави и така баш кликна целата работа, рековме ајде ќе почнеме па ќе видиме до каде ќе стигнеме. Само сега сметам дека сме на добро место, сметам дека многу од студентите имаат многу научено и се надевам дека тимот е задоволен. Пишува секаде каде што успеав да прочитам дека сте 20-тина, тимот се проширува, намалува, како тоа оди? Според потребите? Па, точно така, баш според потребите. Кога почнавме, бевме поголема група, ама брзо разбравме дека не сме искусни, дека не знаеме како да менаџираме толку голема група на луѓе. Па по препораки на професори, на искусни луѓе, го намаливме бројот. Генерално сега, последниве 5-6 месеци, да кажам, се движиме бројка околу 20. Некогаш сме повеќе, некогаш сме помалку, секој има можност да дојде, да проба, да научи. Ако не заврши доволно работа, нормално може или ние да го тргнеме, или он сам да се повлече, но начално 20 на луѓе. Да. Добро, девојките, ти си четврта, сега
студент? Да, јас сум четврта година. четврта година. Океј, девојките се малку помлади, ми рековте втора Да, ние сме година. втора година, исто на машински. Дали сте дел од тимот од стартот или се приклучивте малку подоцна? Не, ние се приклучивме сега скоро, од прилика Февруари. февруари. Да, и најпрво се приклучивме во делот за маркетинг. Околу графичкиот дизајн највеќе тоа ни беше главна цел, но еве сега периодов се вклучивме и во изработка на оклопот. Во помашинскиот дел на конструирањето на болидот. Добро, веќе не се први впечатоци, поминато е, се надевам, доволно време. Меѓутоа, какво е чувството да се биде дел од една ваква приказна? Човек треба да има пред се лична иницијатива, да сака тоа да го прави надвор од сите други обврски. Што тоа подразбира? Колку е в дел од времето, од денот, од интересите се поминуваат поврзани со оваа приказна? Јас искрено видов оглас дека им треба маркетинг човек. И најпрво на тој начин преку Инстаграм аплицирав, дојдов на разговор и така влегов во тимот. Имам до сега позитивно искуство со сите членови во тимот и навистина мислам дека сите ме контрапно работат ван факултетот и навистина е голем проект и си бара многу енергија. Па мислам дека сите одвојуваме голем дел од денот кога се работи за овој проект. Да. Тука е желбата и нема. Да, најважно е желбата, секако да. Секој, предпоставувам, човек и нашите гледачи и кои што сега не следат, го има тоа прашање во главата, се собираат луѓе, колкава и да е групата, ќе прават формула, односно тркачки автомобил и сега како започнува процедурата? Што е тоа прво што треба да го направите за да тргне работа? Вака, прво, нели, како што кажав, се собравме тим, имавме идеја и најпрви ние конкретно што направивме, повикавме асистенти и професори, они да ни кажат како они ги воделе нивните проекти, кои чекори ги поминале. Уште на почетокот имавме консултација со шпански колега кој што сега веќе во Формула 1 работи. Он го основал тимот во Севилја и ни ги кажа нивните чекори. Тоа е, нели, да се испитаат сите други тимови што работат, како изгледаат нивните возила, да се земат нивните планови и најбитно да се исчитаат сите правила. Потоа направивме еден план, временски план, што кога сакаме да биде завршено. Од сегашна гледна точка малку беше оптимистичен, но не е дека сме многу далеку искрено од тие рокови. И потоа имавме еден малце турбулентен период кај што имаше администрацијата да се реши, да се основа здружение. Сите тие работи кои што се позадински вака не се гледаат, ама имавме некои 2-3 месеца баш сето тоа да го решиме и некаде можам да кажам искрено дека од февруари, март минатата година почнавме со конструирање, значи со исцртување дел по дел на сите компоненти, каде е потребно анализа, каде не е потребно, значи нема потреба да анализа се оди одма, например, на прототип на производство и од таму навака веќе се е прилагодување на реалноста, затоа што сме студенти и цртаме, например, нешто и тоа нешто во реалноста не е возможно, многу кошта или има милион причини што може да не е така како што сме го смислиле. Добро. Така што тоа беше патот, да смислиме нешто, да направиме прототип и потоа да одиме со производство. Бидејќи спомена ова е, да речеме, меѓународна игра или проект од кој што вие сте дел, тоа подразбира многу правила. Во која смисла многу правила? Во секој сегмент од работата сте ограничени што сме и што не сме? Зашто, нели, сликата е сега, луѓе си прават формула и не е тоа, си прават они што си сакаат. Не може да биде така. Значи, во која смисла имате ограничување? Точно е така, не можеме баш што сакаме да правиме. Има, сега нема бројката да ја погодам, околу 200 страни има документ кој што е баш со правила. Во тој документ најточно се дефинирани правилата за сигурност, затоа што кога одиме таму сепак е трка, сепак се работи за нешто што треба човек да седне внатре да го вози, он мора да е сигурен. Најголемиот дел од правилата можам да кажам е 80% дека се баш за сигурноста на шоферот.
Друга пречка е таа што се трудат да ни постават како замки да не користиме стандардни работи и работи кои што се лесно дофатливи за нас. Така, Значи да се поттикне креативност, мислење на ново решение, да речеме? Да, апсолутно е тоа целта. Така што за тоа се најмногу од правилата се за тоа. Има и правила нормално, не знам, за шоферите, за бројот на студенти, колку време смее некој да биде во тимот или не, но тоа се стварно некој многу мал процент. Најголемиот дел се базира на сигурноста. Мислам, како и секое возило реално, ако не го помине тестот за сигурност, не може да оди на производство. Добро, по тоа што видов ти еве конкретно работиш на погон, погонска машина, така? Тоа е како некој сектор или дел каде што си фокусиран или си вмешан еве конкретно ти во други делови од? Вака, јас имам работено во повеќе сегменти лично јас, затоа што од почетокот сум во тимот и како што се ослободувале, например, места, сум сакал да научам нешто, сум сакал да пробам нешто друго и сум се приклучил на друг тим, дополнително и сум помогнал таму. Добро. Генерално јас имам работено на шасијата, на подпирањето, на суспензијата на возилото, на погонот и нешто ситно на електрониката. Колешките што се тука, како што кажа, работеа на маркетинг и сега работат на оклопот. Они може слободно самите да си кажат што Пошто ни ја не знам искрено што точно работат. Да, важи, а потоа и ти ќе ни кажеш затоа што знам дека особено еве објективно машкиот дел од популацијата ги разбира повеќе, можеби тие нешто околу карактеристики на мотор, развивање на брзина, ќе им биде интересно да слушнат. Ќе им дадеме сега предност на девојките, оклопот. Што е тоа што е дел од вашето секојдневно работење? Оклопот е надворешниот дел на болидот, она што е скроз што има улога да ги штити сите внатрешни компоненти, но исто така и од естетски аспект треба да изгледа добро. Тука игра улога и аеродинамиката и таа оклопот треба да е направен добро за самото возило да може да се движи лесно, да го сече воздухот. Ние конкретно сега правиме прототип од стиродур, кој што понатаму го облепуваме со стаклени влакна и со смола, и тоа всушност представува оклопот, значи е изработен од стаклени влакна и од смола. И го делиме во повеќе сектори, целиот оклоп бидејќи не е возможно да се изработи целиот, и потоа ги склопуваме. Има ли многу измени, многу грешки, многу враќања повторно од почеток? Па има. Пати се Нормално тестира е да има грешки, мислам се пак учиме и ние со проектот, но се пак изноѓаме некакво решение. Се одвојува голем дел од времето и процесот бидејќи има сечење на ласер, лепење на стиродур, брусење, понатака смолата треба да се исуши, но мислам дека секој ќе дојде во свој рок и ќе биде на место. Само да биде јасно, сите овие нешта кои ги спомена сега, ги правите сами? Или вие ги давате инструкциите како треба да бидат направени? Не, се правите сами. Сами ги работиме. Од компјутерски модел до крај тоа што сите го гледаме. Рачна изработка е поголем дел од, освен стиродурот што се сече на ласер. Практичноста е едната страна и она што нели го има како пропозиции како мора да биде. Дали ви е тешко тоа да го согласите со вашата идеја како сакате дизајнот да изгледа? Значи дизајнот и функционалноста, односно она што се потреби. Искрено сега ни е приоритет функционалноста, не обрнуваме толку внимание на дизајнот. Да. Најважно ни е да е функционално и да е според, како што кажа Димитар, според препораките што се препишани. Добро. Така да тоа ни е главниот фокус сега. Каков мотор има вашиот болид? Нашиот болид има мотор од мотроцикл, значи од Yamaha конкретно, 600 кубика. Тоа е моторот за тоа што сме ограничени со кубикажата, 4-тактен мотор и една битна работа, мислам практично најбитната работа, имаме рестрикција Околу брзин? Не, на влезот на воздух. Добро. Практично не ни дозволуваат да прима моторот воздух колку што би добивал стандардно, за да не биде пребрз, а и од друга страна да пробаме да изнајдеме некој интересно решение како да биде побрз. Ете да, тоа е целта. Добро. Вака ми звучи
повторно комплицирано, меѓутоа тоа е во секторот во кој што јас работам, можеби затоа. Која е проекцијата? Имате ли проекција до која брзина би сакале да? Вака, во формула студент, реално брзината не е толку битна, затоа што возат студенти и, како што кажав преска, нив им е примарно битно да е сигурно возилото и да е паметно конструирано. Трките, може да ви испратиме инсерт, таман ќе го видат, гледачите. Се доста кратки, тактички и побитна е агилноста на возилото, како оно се однесува со пренос на масата, со потисната сила и дали може целата снага да ја пренесе вистински на тркалата, отколку што е битна брзината. А за да се добие поголема брзина, не е ништо тешко, само преносниот однос се менува и се добива поголема брзина. Не е ништо тешко, добро. Па само два запченици треба да се променат и ќе добиеме поголема брзина. Може би една многу важна работа која не сакам да ја пропуштиме. Каков се друг тип на луѓе и стручности ви се потребни за да може сето ова да го работите? Имаме графички дизајнери, за твојот дел кажавме, меѓутоа каков се друг тип на знаења се потребни за да се конструира формула? Јас можам да почнам од себе, мене што ми фалело, што сум научил. Секако. Најпрвин тој менаџмент сектор. Значи, ни требаат луѓе кои што си ги најдовме, кои што не менторираа конкретно баш за тоа, како да го испланираме целото тоа со роковите, дали се возможни, не се возможни роковите, со финансиите, како да се справиме, бидејќи ние сме сега здружение, треба тие да се книжат, не треба сметководство. Имаме баш студент од економски кој што практично си го работи тоа, си работи сметководство. Од тој аспект можам да кажам договори за донација, електроника исто. Да, значи цензуси, све што е тоа, анекси, сите тие работи ги потпишуваме, ама мора да има некој кој што ќе ни ги прегледа, така што и таму ни треба. Така да биде се регуларно и онака како што треба. Да. Сега го кажав, ајде административниот дел, а од возилото, да, како што кажете, од електроника, не знам, луѓе за симулирање на кршливост на деловите, значи на конечни елементи, анализи, дизајнери веб страницата треба некој да ја направи. Толку ми текнува мене сега во моментов на памет, нека кажат. Добро, можеби најмалку ми кажа за конструкторскиот, дајте уште малку за тоа. Јас успеав да видам пример дека си имам можеби група на луѓе или дел од луѓето кои работат конкретно и стрикно само на воланот. Како оди со се останато, не знам, внатрешност, се друго што е потребно да имате. Добро, кога поделиме тогаш така тимот, баш до нај конструкторски дел, ние имавме тим на шасија што работеше, имавме тим што работеше на подпирањето, значи на тркалата, гумите, суспензијата како ќе се движат, тим кој што работи на погонот и тим кој што работи на електрониката. Од таму навака веќе тие тимови се мешаат конкретно и сите останати работи што се работат заедно, затоа што електрониката е пример поврзана со моторот. Па треба резервоарот некој да го проектира, ама не може само еден човек да го проектира зашто имаме пумпа внатре во резервоарот. Па поврзано е. Точно така. Јасно ми е. Сега во моментов малку се измешани тимовите и сите еден на друг се надоврзуваме, баш така работиме. Сега, не, прво, што беше она прво видливо, готово подготвено како дел од болидот што го имавте? Она најопипливо и еве овој дел или овој сегмент е сега во моментов готов како таков, треба да го поврземе со се останато. Мислам дека најпрвиот дел кој што го произведовме беше воланот и седиштето, тоест прототипот за воланот и прототипот за седиштето. Мислам, ние сакавме да бидат функционални делови, ама пак ќе кажам, студенти сме и мора да сгрешиме. Така што првите што ги направивме ни беа школа, баш. Мораше потоа од почеток? Да. Ама добро на научивме. грешките се учи. Така, на грешките најдобро се учи. Сега во овој момент, во која состојба е болидот? Вие треба да одите на надпревар, тоа исто важно да биде јасно за нашите гледачи. Ќе одите на меѓународно надпреварување, кое исто така требаше да заслужите, ќе ми објасните како, во месец август. Што тоа значи? До месец август треба да имате финален производ, најдобро што можете да го направите?
во рокот помалку од една година. Да. Да. Добро. Одиме сега поред. Прво, како заслуживте да се надпреварувате со, ако таму добро видов, околу 600 универзитети, сега не знам дали се толку тимови, меѓутоа веројатно толку имаат шанса да се борат за учество. Како се заслужува тоа? Тоа може Димитар малку Дима подетално мора, ајде. да каже. Сакам да кажам, не само правиме формула и ние сме дел од Не, надпреварувањето. не. Мора да се пласираш таму. Значи, тие 6 универзитети, конкретно што ги споменавте, може да учествуваат на 20 и нешто надпревари во светот. Имаат секаде низ светот, низ 20 држави. На секој од тие држави се пријавуваме како тим, например, и има датум кога се полага тест. Затоа што нели, за да се оди таму сепак треба и они да видат дека ние сме сериозни, дека не е некој тим баш така се собрале луѓе у гаража и дека направиме нешто и ќе одиме. Јасно. Тој тест траеше 2 часа. Јас потежок тест во животот не сум решавал, а стварно на машински знае да има тешки тестови. Имаше прашања апсолутно од сите сегменти на возилото. Ние бевме 6 луѓе кои што го решававме и го положивме тој тест. Значи, конкретно во нашата класа од 40 луѓе ние бевме некаде на средина, малку над средината. Дополнително со тоа што се надпреварувавме против тимови во странство, еве јас имам контакт со Србија, они беа 60 луѓе кои што го полагаа тоа. Мислам дека направивме доста голем успех и докажавме на организаторите дека сме сериозни. Каде ќе се надпреварувате? Во Хрватска, во близина на Загреб, местото се вика Велика Горица и конкретно е тест стаза на Римац Бугати. Кои ќе бидат вашите конкуренти, знаеме веќе? Најголемиот дел се од Германија и од Австрија. Не знам зашто на нив им е како религија Чудна овој работа, надпревар. Но има од Србија, еве што ни се блиски, конкретно има од Србија, од Хрватска, од Словенија и сега гледам дека има нов тим од Босна кои што исто како нас се трудат да стигнат до тоа. Трката е, мислам дека секундарна цел на надпреварот, затоа што прво е искуството, тоа што ќе научиме од судиите, каде сме сгрешиле, каде може да сме подобри, без разлика дали имаме добар или лош болид, секогаш може реално нешто да се научи и нетворкингот. Значи да се поврземе со инженери од Формула 1 е за мене конкретно сон. Таму се така? Тоа е многу голема работа што меѓу луѓето кои таму оценуваат или го следат во најмала рака тоа надпреварување, имаме и луѓе кои се дел од па еве има и од тимот. компанијата Римац. Мислам моментално најдобрата компанија за електрични возила, таму праќа своји инженери да ги испитуваат нашите возила. Така Отлично. Значи шанси се ова всушност за двете страни, ако јас добро правам проценка, шанса за вас да научите, да биде препознаен вашиот труд и знаење и шанса за нив да најдат некои нови сили, нели? Секој пат се потребни и нови идеи. Девојките не ги прашав прво околу интересот за автомобилизам и еве за овој спорт, за овој свет. Па искрено со самото тоа запишување на машински некако влегов во тој тек на машинство и сами по себе доаѓаат и автомобилите и од друга страна, поради тоа што сум на смерот индустријски дизајн, сепак тука голем дел спаѓа и дизајнот на возила. И некако почнав да се интересирам повеќе во тој смер и кога го видов огласот за нови учесници на Мес Рейсинг, одма сакав да се вклучам. Меѓутоа во моментот не можев, бидејќи ми беше многу тежок семестар и имав премногу редовни обврски, да. И чекав малку друга прилика, која што дојде и еве сега сум дел од тимот. Многу од постарите членови што претходно си имаат приклучено ни помагаат и ми објаснуваат, па преку нив уствари ние учиме многу работи, но и во самиот процес на работење и они и ние учиме нови работи. За мене искрено мотоспортот е малце понова тема за мене, повеќе се заинтересирав од како се вклучив во Мес Рейсинг. Но мислам дека понатака ќе на вистина интересен проект кој што сите кои што ќе се вклучат ќе научат по нешто ново. Да.
Важно ми е да ги објасниме овие две нешта. Има на некој начин две компоненти кои се оценуваат на надпреварувањето на кое што ќе одите. 5 дена е надпреварот, од 20 до 25 август. Првите 2 дена се, они го викаат тоа скутениринг, значи има луѓе кои што не се, да речеме, толку стручни, но ги испитуваат најосновните работи на возилото. Добро. Има баш некои основни работи, дали гумите се по регулатива, дали сите растојанија кои што сме ги пропишале се по регулатива и се добиваат, они ги викаат така наречени стикери дека сме го поминале тоа. Откако ќе го поминеме тоа, потоа доаѓаат посериозни суди кои што сериозно го разгледуваат возилото и кажуваат дали имаме можност да одиме на динамичките или немаме можност да одиме на динамичките надпреварувања. Во тој дел каде што по инженерите го прегледуваат возилото, има еден начин на испрашување, не делат во неколку тима и секој од тие тимови има, мислам дека 10 минути да им ги одговори прашањата на судиите. Добро. Тие прашања може да бидат некои многу, не знам, прости прашања, од пример зошто сте го искористиле овој материјал и ќе кажеме ние во случајот затоа што е пропишан во правилата. Ама може да бидат некои сериозни прашања од аспект покажете ми анализата на овој дел за да знам дека навистина би го издржил оптоварувањето. После тој дел доаѓа статичкиот дел. Таму доаѓа презентација на бизнис планот, она што го разговаравме, колку сме потрошиле, како сме ги решиле тие административни работи. Ако добро видов, тоа што се цени е со помалку средства да се постигне нешто што би се нарекло подобар перформанс, така? Така. Значи, ако и го имаш тој сооднос, добиваш повеќе бодови. Така. Добро. Ако направиме, например, нешто кое што нема да ни донесе перформанс, а сме потрошиле 20 човечки часа и не знам 500 евра, тоа доаѓа минус. Не доаѓа плюс. Џабе го имаме на возилото ако не докажеме дека вреди да биде на возилото. Така. Доколку сме квалификувани за динамичкиот, се вози динамичкиот, каде што има 4 категории. Значи има забрзување, има кочење, има автокрос, тоа е не пуштаат сами на стаза, вртиме круг и ни го мерат времето. И има вртење практично во осмица, буквално возилото врти во осмица, може да им текне вода да ни пуштат за да пролизгува возилото. И таму се мери баш стварно динамичкиот перформанс на возилото. Ама ако не ги имаме например правилата како што треба, ако не сме ги испочитували или ако судиите сметаат дека не може да одиме на тој дел, си ги добиваме поените од статичкиот, пак ги добиваме оние препораки од судиите и све тоа. За следниот пат ќе послужат сигурно, односно за воиднина. Така, не значи дека ако возилото не вози или нешто се расипе, дека тоа е готово. Да, затоа што мислам кој гледа Формула 1 знае дека минимум едно возило на трка се расипува. Тоа не е нешто научна фантастика, нормално е. Добро, спомена за брзување, мора да прашам за ДРС, иако пред да се вклучат камерите нешто малку зборнавме на таа тема, се разбира дека е атрактивна тема. Да. И оние кои следат Формула 1 знаат колку е тоа важен сегмент и колку тоа има правила кога и како смее да се употребува. Во вашата приказна и во вашиот болид ке има ли нашиот болид првично кога беше проектиран, кога не бевме искусни, беше проектиран со многу системи што беа многу нови, софистицирани и интересни. Сега, како што кажа преска баш Ивана, сега повеќе целиме кон функционалност и да се има добра база која што следна година ќе може да се додаде ДРС, да речеме, системот. Така што за оваа година, доколку навистина стигнеме се да произведеме во оној рок, може би ставиле аеродинамични крила, но тешко дека тие аеродинамични крила ќе бидат со така наречена активна аеродинамика, односно да се отвараат и затвараат. Темата за возење болид и воопшто брзо возење е тема која што многумина ја сакаат, така што и во вашиот случај, ако добро разбрав, е атрактивен момент. Вас ви се потребни и веќе имате возачи, во иднина можеби ќе имате и плюс. Како ги пронаоѓате и како тие кои што ќе наслушнат, а можеби во иднина сакаат да бидат ваши возачи, би можеле да станат тоа?
Првите двајца возачи конкретно ги најдовме на истиот оглас каде што они се пријавија. Си имавте оглас за пријавување? Да, ни треба возачи. Едниот возач се пријави како професионален картинг возач, кој што вози низ Балканов. Другиот возач се пријави како hill climb на брдски трки што се надпреварува. И двајцата се студенти и ние видовме можност, рековме зашто да не, повелете во тимот. Така што за првите двајца шофери тоа беше Сега колку мина имате? Сега имаме тројца шофери. Сега Имаше се тројца. потреба и од трет возач. Така да, на ист начин ние објавивме конкурс на Инстаграм и навистина голема заинтересираност Имаше? имаше за Мислам дека имаше да. преку Отприлика? 80 луѓе. Преку 80 Навистина? луѓе веќе Добро, беа за многу кратко како време се пријавени. одвиваше бирањето на возач? Има посебни критериуми, мислам најпрво возачот треба да е студент на УКИМ. Да, многу битно. Второ мора да има возачка дозвола, Б категорија и мора да има некакво искуство претходно со возење, дали со картинг, дали некоја друга насока. И по тој метод правевме селекција и на крај се сведовме на 8, мислам дека На 6. кандидати на Да, 6 шест кандидати, кандидати, да. Или 6? И на крајот направивме трка во картинг трка, каде што сите имаа можност да возат заедно со нашиот Главен прв возач, да. И победникот стана нашиот трет возач. Се си оди регуларно, Да. значи. Да. Мора да се победи или да се биде во ситуацијата најдобар за да се биде дел од тимот. Важно уште нешто ми е да објасниме за гледачите, не е единствената задача на возачот да дојде и да вози на трка, туку има некои нешта за кои ви е потребен при самото конструирање на болидот, така? Да. Кои се тие нешта? Што тоа значи? Треба да дојде таму во одредени денови, се со цел? Дефинитивно. Најмногу ни е потребен за самата ергономија, за например правење на воланот како на него му е најудобно, седиштето кога ќе седне како најудобно му е на него, Аголот и на седење. аголот на седење, што неизбежни работи се кои што мора да се зборуваат Да. со него. Да. Педалите дали се доволно блиско или далеко, дали може да ги достигне Волан? да поставеноста на Поставеноста на самите волан. раце, на телото, бидејќи тој ќе вози и треба да му е најудобно што е можно. Да, за да ги даде максимум. Да, Има ли да. некои работи кои што ги сугерирале возачите, можеби не биле такви, па сте ги промениле на вистина, во смисла дали го слушате целосно нивниот збор и нивната сугестија? Да, апсолутно, да. Значи се почитува тоа што Да, ќе го дадат како насок. Па таму и тоа се оценува. Има од судиите шофери кои што се професионалци и они ќе седнат во возилото и они ќе кажат искрено дали им се мислам нормално секој шофер си има нели преференца, ама и тоа е битно. А би викнали ли некогаш некој од нашите профи шофери, возачи, еве Иџе ќе го споменам сега, јасно е дека не може да се надпреварува, нели, тоа е вон правилата, но чисто само за да го каже своето мислење и како се чувствува возејќи го болидот, пример. Ви менува ли тоа нешто? Дефинитивно. Што ќе мисли и што ќе каже? Да, ние со него имавме еднаш кога се сретнавме конкретно имавме настан хакатон, да. Да. И он дојде гостуваше таму, разменивме некои мислења, разговаравме, но тоа што го споменавте е дефинитивно барем за мене сон некој професионален, толку светски шампион да седне во возилото што некогаш сум го конструирал, стварно ќе ми биде мене многу мило и многу ќе бидам среќен. Да, дај Боже да биде така, а верувам пред се во нашите граници, во рамки на Македонија, дека е сепак тоа и како изводливо и достижно, а дај Боже приказната да отиде и подалеку. Познато е на сите дека кога ќе се спомене автомотоспорт, тука веднаш и прво се споменуваат финансиите, затоа што тоа е можеби нели најголемиот, но и најскапиот циркус, така наречен. Како се сноѓате со делот на финансиите? Дали засега имате доволно поддржувачи? Што велат правилата? Може ли секој ден кој ќе посака и кој има можност да ве поддржи? Апсолутно. Значи, за пари во мотоспортот, како што кажавте, тоа е стварно многу скапа играчка. Ние, пошто доаѓаме, нели, од помала држава, се трудиме тоа да го симнеме на што е можно по ниско ниво и плюс сме студенти, не сакаме да се расфрламе со пари да купуваме
нели секакви различни машини, туку она баш што ни е најпотребно. За сега можам да се заблагодарам на сите оние кои што ни имаат помогнато, затоа што до овој момент сме задоволни со поддршката. Имаше многу фирми од приватниот сектор кои што ни помогнаа. Сега во моментот, благодарение на двете колешки и уште неколку колеги од тимот, отворивме и на сајтот наш сегмент за донации, каде што може секој, апсолутно било кој може да се вклучи од телефон, да си ја внесе својата картица и да ни донира колку што сака финансии. И сакам уште еднаш да се заблагодарам за можноста за тоа што не е финансиска, но професорот доктор Даме Димитровски ни даде поддршка од првиот момент, ни ја ослободи својата лабораторија и ни даде клучеви да доаѓаме, да работиме во кој момент сакаме. Значи, тоа мислам дека во стартот ни беше најголемата поддршка, бидејќи голем дел од луѓето беа скептици, не веруваа, а он не помисли два пати и рече слободно пробајте. Целосно ве поддржува. Да, навистина стварно тоа е. Како што би требало и да постапи еден вистински ментор или професор, секоја чест и браво за тоа. Рековте досега има поддршка, меѓутоа се враќам повторно на она колку финансии имаш, сепак во голема мера диктира кој ќе биде твојот крајен производ. Чисто каква во моментов вие проценката и оценката, ќе бидете ли на едно доволно добро ниво подготвени до август месец? Нема уште многу време. Се со цел задоволни да отидете таму, нели? Задоволни во смисла со самодоверба дека со нешто добро одите на таков мегдан. Така. До сега, стварно, јас до сега сум на почеток не бев задоволен, но потоа имаше еден период кога стварно тимот кој што работи финансии, брка спонзори, собра многу пари и многу бев конкретно среќен од сите што ни помогнаа, и универзитетот се вложи, и приватните фирми се вложија, но во моментов ни се намалуваат средствата и за да имаме баш она што рековте комфортно да може да отидеме да учествуваме, ни требаат малку средства, ни треба малку помош и би побарал од сите гледачи ако сакаат да се вклучат на сајтот, колку што можат да донираат, навистина нема нити минимум, нити максимум лимит. Добре дојдено е за нас апсолутно се ни значи. Дали е материјални средства, дали некој има, не знам, материјали да ни даде баш, или поука, или алат, апсолутно се е добре дојдено. Да, навистина се е добре дојдено. Добро, да им го кажеме на гледачите вашиот сајт? Како гласи? Како може да ве пронедат? Формула студент Македонија. Формула студент Македонија. И да побараат мес рейсинг повторно ќе излеземе ние. Лесно ќе ве пронедат. Ќе завршиме, само морам уште ова затоа што сметам дека е многу важно. Дали вие имате начин да ги заштитите своите идеи и својата работа, затоа што светската сцена е голема и широка, меѓутоа во оној престижен автомото простор или спорт има место дефинитивно само за најдобрите. Не значи дека македонска идеја, македонско решение не би можело да се најде таму, напротив. Значи целиот овој процес верувам го следат многумина. Има ли начин да се заштитите идеите да останат ваши, да не бидат употребени, злоупотребени, украдени? Има начин и сакам да се заблагодарам што ни ги отвори очите една адвокатска куќа во Македонија не повика на еден настан конкретно за тоа, да научиме за авторските права, за конкретно патенти, сите тие работи, во случај да имаме нешто што сметаме дека е доволно иновативно и непостоечко на сцената, да си го заштитиме. Така што дефинитивно е возможно. Можам да кажам дека во странство тоа не се случува затоа што тие проекти и иновации ги финансираат големите компании и они си ги присвојуваат, но дека е возможно, дефинитивно е. Добро. Ние сега гледаме на сите светли нешта, тоа значи дека јас затоа ви посакувам многу среќа. Посакувам работата да ви оди убаво и лесно. Верувам ќе ги надминете препреките тогаш кога се овде. И важно ми е да кажам пред да одите таму, кога ќе имате финални тестирања, да не повикате, за соодветно да ви испратиме, а и да ги поканиме сите во нашата јавност да ве бодрат. Благодарам. Благодариме многу.
се најдобро до следната прилика кога ќе се видиме, а посакувам ете да ги инспирираме оние кои што се во можност, кои имаат било каков начин да ја поддржат работата на нашите студенти, затоа што да, навистина во Македонија има луѓе кои ја развиваат идејата, работат на идејата или проектот, да во Македонија имаме ете наш болид и се радувам, ќе се радувам кога ете ќе видиме еден тип на конечен производ. Ви благодарам многу што ја добивме вашата доверба. Знаете дека новите теми одново заедно со вас ќе ги отвориме и следниот викенд во недела во 16:15 на Тел.